Ова е Хиперзидот, фокусот на новата изложба во Националниот музеј за природна историја Смитсонијан во Вашингтон. Изложбата се нарекува информативен центар на НАСА за земјата. Членовите на персоналот на НАСА кои работеа на неа велат дека е еден од најдобрите начини да се дознае за промените што се случуваат на земјата и да се интерпретираат визуелно. Визуализациите на вистина може да донесат многу подлабоко разбирање на она што го гледаме од Вселената, отколку од извештај. Затоа ја користиме оваа алатка. Хиперзидот ги рефлектира промените онака како што се случуваат на земјата. Покажува неверојатна количина на податоци. Може да покаже каде точно на земјата јаглеродниот диоксид е концентриран во неголеми количини и да следи динамиката на загадувањето со светлина и бучава на планетата. 25 сателити и бројни копнени сензори ги собираат информациите што НАСА ги споделува со посетителите. Добиваме податоци во реално време кои се акумулираат и гледаме долгорочни образци. Моментално ја гледаме кривата на Килинг, која го покажува количеството на јаглерод диоксид во атмосферата во последните 64 години и тоа е една од најпривлечните криви во науката. Повеќекратните визуализации ги воодушевуваат не само посетителите, туку и искусните научници кои се навикнати на океани од податоци. Една од моите омилени визуализации е она што ги прикажува сите океански струи и е кодирана во боја. И тоа е така затоа што ние сме планета со океани. Океаните го складираат огромното мнозинство од енергијата што доаѓа од Сонцето, а тоа се бавни струи кои се движат со топлина низ целата планета. Тоа е она што го прави животот на Земјата возможен. Првиот човек на НАСА бил Нелсон кој полета на програмата на Вселенскиот шатл Колумбија во 1986 година. Вели дека проектите како овој имаат огромна образовна вредност и се надева дека ги инспирираат посетителите да ја препознаат нивната улога во грижата за планетата. Сите на планетата Земја може да станат соучесници за зачувување на оваа прекрасна шарена креација која е во средината на ништо, а тоа е планетата Земја. Изложбата ќе биде отворена за јавноста до 2028 година.